Актерката Ребел Вилсон со ентузијазам ја прифати својата прва голема улога во акционен филм, уживајќи во секој момент од снимањето на опасните сцени. Но нејзиното возбудување се претвори во кошмар на последниот ден од снимањето на Bright Heart. Во интервју за магазинот People, Вилсон детално ја опиша несреќата што се случила во 3 часот наутро, кога заморот веќе ја совладал целата екипа. Во текот на кореографирана сцена со борба се случила грешка што не била предвидена во сценариото. Пропелерот, наместо да ја промаши целта, ја погодил директно во срцето со сета сила. Тоа не смееше да се случи, носот ми беше целосно исечен, се присетила Ребел на шокантните моменти. Сцената што требало да се одглуми се претворила во вистинска драма, а снимањето веднаш беше прекинато. На снимањето настанала паника. Актерката открила дека по ударот се настанала локва крв, што е чест случај со повреди на лицето, и дека почнала да паничи. Итната помош брзо пристигнала и ја пренела во најблиската болница. Следеле часове неизвестност и страв. Несреќата се случила во 3 часот наутро, а дури во 6:30 часот бил повикан дежурниот пластичен хирург. Лавиринт е новиот музички хит на Тамара Тудевска и нејзиниот долгогодишен соработник и пријател Игор Џамбазов. Текстот на песната е напишан од Џамбазов, а музиката и аранжманот е на Роберт Билбилов. Спотот се снимаше на скопските улици при крајот на мај во режија и продукција на Зоран Зонде Стојановски, а за камерата беше задолжен Кристијан Теодоров. Станува збор за еден динамичен видеозапис која обединува речиси целата македонска естрада. Во видеото учествуваат голем број домашни музичари, продуценти, диџеј артисти, водители, модели, актери, инфлуенсери, пријатели, соработници и дел од семејството на Тамара Тодевска. Во вторник вечерта во Младинскиот културен центар во Скопје беше отворено третото издание на групната изложба Професори и студенти. Изложбата е отворена од 17 до 30 јуни и прикажува дела од областа на лековната и применетата уметност кои ги изработиле професори и студенти од факултетите и школите од Скопје, Тетово и Штип. На ова веќе традиционалната годишна изложба представени со дела изработени во различни уметнички техники од сликарство, скулптура, дигитални медиуми, моден и внатрешен дизајн, фотографија и инсталација. Една од необичните карактеристики на ова изложба е приказот на способноста на професорот да предизвика емоции и мисли што ќе ги надминат границите на очекуваното или секојдневното и со тоа ќе го инспирира студентот за истражување на нови хоризонти, напиша професор Кирил Пенушлиски во воведот на каталогот на изложбата. Делото изложените дела представуваат резултат на соработка меѓу студенти и нивните ментори или пак серии на дела кои се надоврзуваат едно на друго. Битола се подготвува за грандиозно отворање на 17-тото издание на Битфест 2025 година, културниот белег на градот кој секое лето привлекува илјадници посетители. Оваа година свеченото отворање ќе биде одбележено со јубилејниот концерт на македонските музички легенди Лепи Сол, кои прославуваат 50 години од своето постоење. Секретарот на општина Битола Борче Димитровски најави дека концертот ќе означи почеток на уште едно незаборавно културно лето во градот под Пелистар. Со гордост можеме да кажеме дека Битола повторно ќе блесне на културната мапа. Почнуваме силно со 50 години музичка историја на сцена со Лепи Сол, рече Димитровски. Билетите за концертот се веќе пуштени во продажба по цена од 400 денари и можат да се набават на билетарите во Офицерски дом од 10 до 17 часот и кино Браќа Манаки од 17 до 21 часот. Настанот е организиран од општина Битола, а концертот ќе биде само почеток на богатата програма која ја носи Битфест 2025 година.